Недостигот од работници ја качува платата во текстилството. За некои позиции се нудат и до 30.000 денари. Оваа сума во Штип ја нуди текстилна компанија која има потреба од контролор за машка кошула. Се работи за нето плата, значи за сума која му се исплаќа директно на работникот, а придонесите се плаќаат дополнително. Оваа понуда засега се однесува за конкретно работно место, но дали таа веќе не зборува и за промени во текстилната индустрија, иницирани или од општата клима, или од се поголемиот недостиг на работници. Имено, само во моментов на текстилството му фалат околу 2000 работници, што нужно ја наметнува и потребата од промени. Имиджот на текстилната индустрија треба да се промени. Затоа што оцрнувањето на една гранка, која што многу носи за Република Македонија, не носи добро за никого, ниту за економијата, ниту за работодавачите, ниту за работниците. Така да со враќање на достоинството на работникот, зголемувањето на платите, посетата му на компаниите дава една нова слика, нова димензија дека навистина тука работите се менуваат и дека имаме компании кои што ги почитуваат законите и исплаќаат убаво плати, има компании кои што не ги почитуваат и мора да направиме јасна граница. Во моментов просечната плата во индустријата за производство на облека изнесува 15.500 денари. За да ги задржат добрите работници, газдите мора да бркнат подлабоко во џебот. Наша цел е да ги задржиме постојните работници, да ги стимулираме, за да можеме да добиеме и поголема профитабилност, поголема доходовност од самите работници, нормално и тие ќе имаат бенефит од тоа. Текстилната, кожарската и чевларската индустрија вработуваат 65.000 лица, или 20% од вкупниот број вработени во државата. Текстилни компании во земјава има 800 со 35.000 до 38.000 вработени. Извозот на текстилната индустрија изнесува околу 600 милиони долари и учествува со близу 14% од вкупниот извоз на Македонија.